civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Малку од поинаков аспект да зборуваме за циркуларната економија. Како таа, како поим, како стратегија, како програма која што е вклучена во програмите на ЕУ, низ аспект на една политичка партија, која воедно е и коалиционен партнер на власта, може да се приточи во реални политики и практики на терен, во македонски услови, прифатлив, да речеме, за сите и разбирлив за сите. Мора да направиме паралела. Што значи постојната линеарна економија? Значи произведуваме, црпиме ресурси природни, произведуваме производи, ги користиме тие производи кратко време и потоа тие завршуваат на отпад. Тоа е моделот кој сега генерално е применлив. Но она што кружната, циркуларната економија го нуди како економски модел и одржлив зелен, да речам, модел на економија, е што помалку природни ресурси да се користат, кога ќе се добие производот подолго време да се употребува, да се реупотребува, да се поправа, се додека не биде воопшто возможно веќе тој производ да се користи и тогаш да се рециклира, значи повторно тие материјали од кои изработен производот да се искористат за следното производство, за следни производи, а што помалку да остане отпад кој што би се депонирал. Оваа идеја за циркуларна економија е тесно поврзана со практично неодржливоста на развојот на глобално ниво, затоа што ние минатата година, крајот на јули, луѓето на планетата ги исцрпеа ресурсите предвидени за цела година. Што значи дека ние користиме 74% повеќе природни ресурси, отколку што глобалните екосистеми можат да регенерираат. Ако вака продолжи светот, тоа значи дека нас ќе не бидат потребни скоро 2 планети за да продолжиме со ова темпо, што значи апсолутно е неодржливо и веќе не е прашање дали сакаме, можеме, туку едноставно мораме, затоа што мора да ја земеме предвид климатската криза, која што и понатаму се случува и ако не се преземат мерки веднаш, тогаш ќе биде практично невозможно да се продолжи со некој развој на планетата. Значи, кога зборуваме за циркуларна економија, мора да имаме предвид дека тоа е моделот кој што едноставно мора да почнеме да го имплементираме. Што се однесува за кај нас во Македонија, добро е што минатата година го усвоивме пакет на закони за управување со отпад и тие се практично адаптирани на европските директиви и се базираат на принципите на циркуларна економија. Отпадот е еден од клучните моменти во приказната за циркуларна економија, така што сега веќе тече имплементација на овие закони и тоа е многу важен исчекор во овој дел на управување со отпадот, што секако е дел од циркуларната економија. За жал, многу долго време речиси минимални резултати во ова поле има во државата. Например, кај нас според Државен завод за статистика годишно се продуцираат собран, односно не продуциран, туку собран комунален отпад е некаде околу 630.000 тони. И 84% од тој отпад потекнува од домаќинствата, а само 16% од комерцијалните фирми, правни физички лица и така натаму. Што значи најголем дел од отпадот доаѓа од домаќинствата, а само 82,7% е не само туку 82,7% е мешан комунален отпад, значи не е селектиран. И се тоа завршува 99,8% завршува на депонии. И тоа е практично тотално губење на ресурси, не само што не е во прилог на заштита на животна средина и клима, туку и губиток на ресурсите и губиток на пари. Ние мора да почнеме на отпадот да гледаме како ресурс, а не како на ѓубре, како што ние обично го кажуваме. Значи, недозволиво е
да нема никаква речиси од тие минимален тој дел од процентите од отпад кој што се рециклира. И затоа мора да се воспостави систем на управување со отпадот. Еве ќе го кажам примерот, ние мислам дека некаде од 15 на години во државава зборуваме за тие санитарни, регионални депонии според сите стандарди, каде што нели отпадот ќе дојде и на лице место ќе се селектира тоа што претходно не е селектирано, ќе се рециклира и ќе се реупотребува тој материјал нели од кој што се изградени производите, без разлика дали станува збор за хартија, стакло, пластика и така натаму. Но се уште не успеавме да изградиме ниту еден ваков центар за управување со отпад. Во најнапредна фаза е проектот за регионалната санитарна депонија во Свети Николско, но еве се уште има пречки во реализацијата. Последно е, како што знам, дека локалната самоуправа нема расположение за тој проект, дека граѓаните се загрижени, мислат дека тоа ќе биде загадување за нивната животна средина и не сакаат таа локација. И што ни се случува нас? Постојано се прават нови студии за кое место би било најсоодветно за изградба на депонија, се вложуваат и пари за тие студии, се разбира. На крајот кога ќе се избере една локација, потоа повторно нема согласност, се бара ново место, нова локација, пак нови студии и така се вртиме во круг и немаме ништо реализирано на терен. И сега таа Свети Николска регионална депонија треба да го обслужува два региона, источниот и североисточниот. И се уште ништо, зборуваме за финансиски средства, да, потребни се, нема дилема околу тоа. Но еве конкретниот случај е за ова регионална санитарна депонија со грант од Европската унија кој што е околу 40 милиони евра. Значи тука не се проблем парите. И ќе се сложам со соговорничката дека едноставно ние мора повеќе да зборуваме за ова, за да се разбијат предрасудите, стравовите кај граѓаните кои мислат дека ако во нивното место на живење постојат вакви центри за управување со отпад, дека би имало загадување на животната средина. Напротив, она што сега ни се случува е дека имаме некаде околу 1000 такви диви депонии, единствена по стандарди, и тоа не многу современи, но еве стандардна депонија е Дрисла во Скопје. Се друго во државата не е депонија според стандарди, а да не зборувам за оние диви сметлишта и така натаму што загадуваат и почва и вода и горат, и ние постојано се соочуваме со тој проблем. Значи мора да се воспостави тој систем, а направени се значи и студии и се, ама да почне да се имплементира. Еве, ова би било убав пример. И јас мислам дека и кога еднаш можеби една да се изгради, пошто неколку се предвидени за државата, и другите граѓани веројатно ќе ги видат овие позитивни искуства, бенефити, па после веројатно ќе оди процесот полесно, бидејќи еве во соседна Србија мислам дека веќе 18 се изградени, ако не се лажам. Значи има позитивни искуства. Да не зборувам за искуствата од Љубљана, од Виена и така натаму. Значи не е ова нешто ново. Ова е нешто што во ние многу доцниме. Многу доцниме и тоа е на наша штета, на штета на граѓаните, затоа што сите губиме и сите зборуваме како е многу нечисто, како има многу отпад, многу диви депонии, а ние едноставно не ги преземаме чекорите кои што се потребни за тоа. И се согласувам дека треба и во образованието да тоа и еве како дом, тоа е наша програмска заложба, дека уште од најраната возраст, уште предучилишно образование, основното, децата треба да се запознаваат со овие содржини, генерално и за климатските промени, и за циркуларната економија, и секако медиумите и вие помагате во промоција на оваа тема. Имате сознание веќе кога спомнавте образованието колку овие еколошките најбазично речено се инволвирани во
во самиот образовен систем од најмали, да речеме, предучилишна, За разлика училишна. од тоа што било предходно, сега веќе да, децата стекнуваат некои знаења околу заштитата на животната средина и така натаму, но сепак мислам дека тоа не е систематизирано и не е доволно. Бидејќи особено следните генерации ќе се соочуваат со уште поголеми проблеми и ние сме должни сегашните генерации да навистина преземеме нешто веднаш, за да можеме да им оставиме на следните генерации пристојно место за живење на планетата, оти како што реков, вака ако се продолжи, едноставно нема да биде одржливо живењето на планетата и ќе губиме луѓето, не планетата на крај. Затоа што ние сме тие кои експлоатираме прекумерно и не водиме грижа и тоа ќе биде на штета на луѓето и се разбира како и секогаш во сите кризи, така и во климатската, ќе биде штета на најмногу на најранливите категории граѓани. Дали постои едногласност и политичка волја кога станува збор за овие теми? Дали постои соработка кога треба да се имплементираат закони, кога треба да се носат решенија? Затоа што и самите велите ние зборуваме во теорија преку студии, меѓутоа кога доаѓаме на терен не можеме ништо да преземеме затоа што самото население не ги разбира некои работи. Од кого треба да ги разберат? Ние зборуваме, граѓанските организации тоа го работат, имаме организации кои што се за човекови права и слободи, како што сме ние, кои што ги опфаќаме овие теми, бидејќи влегуваат во корпусот на човекови права и слободи, меѓутоа имаме и фокусирани организации кои што работат на еколошки прашања и заштита на животната средина. Дали постои воопшто некаква соработка која што би можела да го примена тој јас од теорија во пракса и да ги надмине тие предрасуди кои што за да тргнеме од мртва точка, за да не Така е да тргнеме од мртва точка. Се разбира дека политиката е тука многу важна, има улога и јас отворено ќе кажам дека многу често се злоупотребува оваа тема во политички цели, во кампањи сите зборуваат дека се зелени, дека се за заштита на животна средина и така натаму, еве и за циркуларна економија и кога ќе завршат изборите и кампањата, после се случува нешто сосема друго на терен. И тоа не води кон прогрес, апсолутно. И да кажам уште нешто, да спомнам зошто за граѓаните е важно, еве за ова конкретно за санитарниве депонии, тоа е можност за отварање на нови работни места. Значи, не само што ќе се среди ситуацијата со отпадот, туку локалното население ќе има бенефит затоа што ќе има нови вработувања во тие центри. Да се вратам на прашањето колку политиката. Ние како Зелена партија Дом, например, дел од програмата на владата во преговорите за учество наше во владата беше точно да во програмата на владата бидат имплементирани принципите на Европскиот зелен договор. И ние тоа сме го разговарали со партнерите, е прифатено и е дел од владината програма. Секако и циркуларната економија е дел од овој Европски зелен договор. Така што се тоа важни, веројатно за граѓаните не, бидејќи се на ниво на програми, политики и така натаму, но тоа се проследува понатаму на сите нивоа. Еве како што спомнав со пакетот на закони за управување со отпад, кој што со години некако не можеше да се донесе, се ревидираше и така натаму, но еве сега имаме исчекор. Согласно тој закон се забрани и употребата на пластични кеси кои што не се биоразградливи, и тоа имаше големи негодувања во јавноста. И секогаш ќе има луѓе кои што поддржуваат од една страна, кои што се лутат зашто нема апсолутна забрана, како што е во некои држави, значи ниту за пари не можете да ги купите, но од друга страна имате граѓани кои што пак сакаат нешто друго. И затоа е важно да објаснуваме и да бидеме доследни на вредностите и политиките за кои што зборуваме. Тоа, еве да се вратам на првата теза, не може во кампања да зборуваме едно и кога ќе дојде моментот кога тоа треба да се преточи во законско решение, да се имплементира и така натаму,
потоа да ги менуваме ставовите и да размислуваме и да делуваме популистички. Тоа никому не оди во прилог. Мислам, на граѓаните не им оди во прилог. Веројатно на партиите понекогаш да, но на крајот сите губим. И околу тие прашања мора да има консензус. Не може вака ги збунуваме и самите граѓани. Тие потоа нормално е дека имаат дилеми и недоверба, затоа што еднаш им презентираме една идеја, па потоа ја менуваме, па кажуваме нешто друго. Значи тоа се стратегии кои што мора да се спроведуваат без разлика која политичка гарнитура е на власт. Само така може да има успех. Јас ја прашав и Ивана, и веќе ве прашам и вас, подиректно, дали руската агресија во Украина некако влијае, дали може да влијае во реализација на сите овие идеи што ги зборуваме, како на локално ниво, односно национално во рамки, нели, еве и регионално, меѓутоа и на глобално ниво. Значи, можеме ли да зборуваме за циркуларна економија со вакви бенефити и придобивки, кога во Европа, меѓутоа и на други локации во светот, постојат сериозни безбедности воени состојби? И нешто можеме, ние мораме да зборуваме и мораме да го имплементираме ова што го зборуваме. Оти нема друго решение. Значи, тоа е моделот во кој во чиј правец треба да се движиме, без разлика на сите случувања. Јас ќе се сложам дека војната во Украина треба да биде само дополнителен мотив за побрзо да се имплементираат сите овие заложби на, еве, по глобално, по генерално да кажам, зелената економија. Затоа што веќе, ако порано пред војната зборувавме од аспект на зелена економија само поради заштитата на животната средина, заштитата на климата и така натаму, сега веќе гледаме дека и производството на енергија и производството на храна станува веќе и безбедносен проблем. Не, и економски се разбира, но веќе и прашање на безбедноста. Така што целата ова состојба треба само дополнително да не мотивира да што побрзо преминеме кон зелена економија, еве од аспект на енергијата особено, која што е глобален проблем и секако не само енергетски, бидејќи е тесно поврзана со економијата, значи и економска криза. Мислам, жално е што ние во државата во која има 280 сончеви денови, се уште производството на електрична енергија од сонце, мислам дека некаде околу 3-4%. И тоа мора да се забрза и тоа е дел од заложбите на Дом и од она што го преговаравме со владата и веќе се работи на тоа да се поедностават постапките за не само големите бизнеси да можат да прават фотонапонски централи, туку и граѓаните да можат да поставуваат фотонапонски панели на своите кровови, да можат граѓаните да ја користат сончевата енергија за своји потреби и тие да бидат не само потрошувачи, туку и производители на електрична енергија. И тоа е добро за сите. Добро е за граѓаните, затоа што ќе има директен и економски бенефит, добро е за заштитата на животната средина, добро е за климата и добро е за државата, бидејќи ќе има поголемо собствено производство на електрична енергија. Оние кои што не следат на Zoom, јас веќе имам едно прашање за оние што не следат на Facebook и мислам дека за ова најдобро би одговорила госпоѓа Морачанин. Значи, вака е прашањето. Живеам во општина Јагуновце и поради нераспишан тендер, кантите со смет од домаќинствата се тркалаат лево-десно. Значи, ова е веќе одличен пример за локален проблем. И нема кој да го транспортира отпадот, не се воопшто ниту размислува на оваа тема. Како да се едуцираат одредени локални структури? Значи, како да го надминеме овој проблем е конкретно прашањето? Така, да, тоа е во делот на ингеренција на општината, нели? Општините се грижат за мислам дека поентата на прашањето е како самите локални структури кои што се треба на локално ниво да се грижат, а не се грижат како нив први да ги едуцираме за да они преземат нешто.
Како да ги едуцираме? Па ние како граѓани очекуваме на избори кога ги бираме нашите советници, градоначалници, пратеници и така натаму, ја слушаме програмата, ветувањата и потоа бараме од нив тоа да го реализираат. Ние не сме како граѓани должни да ги едуцираме, ама кога ќе ни ветат во кампања дека ќе се среди комуналната хигиена во местото на живење и така натаму, тоа е ветување кое што треба да го реализираат. А она што граѓаните можат да направат е да прават притисок и на локалната и на централната власт на различни начини, еве и ова е многу добар начин, јавно да ги изнесуваат своите проблеми и тогаш без разлика дали е централна или локална власт да преземе решавање на проблемите. Тоа е начинот, а инаку јас се согласувам, но тоа е нешто на долг рок. Едукација, подигање на јавната свест и тоа мора да се спроведува, морало уште многу претходно, ама и сега зборуваме, но ние немаме време да чекаме сега нови генерации да се едуцираат, па тогаш да почнеме ние да го решаваме проблемот. И на крајот свеста е многу порасната кај граѓаните во однос на еколошките проблеми. Еве јас бидејќи и Џабир сигурно ќе се сложи, со години сме во оваа тема, огромни се разликите во она што граѓаните го спознаваат како проблем за загадување и така натаму, реакции. Така што основното што треба да се направи е и локалната и централната власт да се ги извршува обврските. Значи, ова не ни треба едукација за сметот да се собира и дека се тркалале канти, мислам, тоа не е прашање ниту на едукација, ниту на финанси. Оти најчесто, да, кога зборуваме за животна средина, секогаш се соочувам со тој проблем, дека е тоа многу скапо, дека тие проекти се скапи, затоа не се возможни, дека тоа делува многу научно фантастично. Не е така. Не е така. Еве, јас кажав и некој пример каде што имаме и грантови, и за многу такви има, еве и сега со зелената агенда и така натаму, значи ќе има финансиски средства, ама тие треба да се реализираат и да се применуваат. А овој конкретен пример граѓанинот што го кажува, сам ниту финанси бара, ниту ништо, само општината, службите, институциите да си ја вршат својата работа. Толку. Имаме пример каде нели пример каде што е ваков, од една страна со кој што се соочувам, и тоа не е единствената општина што ги има овој проблем, а од друга страна зборуваме за циркуларна економија, која што е далеко на некое повисоко ниво на сваќање на работење како концепт. Дали имаме некое прашање на оние што не следат на Zoom, што се со нас онлайн? Јас не можам да ги видам, нели технологијата малку ме... Арчи, ако може асистенција? Имаме прашање на Zoom, бидејќи не можам да ги видам. Нели зборувавме за тоа како можат компјутерите да не зезнат и слично. Еве, во меѓувреме додека гледате, јас само да се надоврзам, бидејќи Џабир навистина да отвори вака интересни теми, да, тоа е убаво кај дебатите. Што исто се прави, еве, некои фирми во светот, бидејќи знаете ние околу темата со рудници и така, и тоа е вака интересно прашање кај нас. Електронскиот отпад го спомнавте, телефоните, компјутерите и така натаму, нели сите тие содржат некои метали, благородни метали во нив и така натаму. Веќе фирми инвестираат, значи го во селекција, односно рециклирање на металите кои што ги содржат овие електронски уреди, а инаку тоа се огромни тони на отпад кои што сите завршуваат, оти нели потрошувачкото општество вели секој најнов модел на телефон, лаптоп и така натаму да го имаме, и се тоа завршува на отпад. И сега бизнисите веќе ова што и вие дадовте пример билат добро, значи сигурно тие не го прават тоа само од аспект на заштита на животната средина, туку нашли и финансиски интерес во тоа. Така што и тоа се примери кои што веќе се случуваат во светот. Го рециклираат металот што го користат електронските уреди. И добро е за нив, добро е и за имаме веќе прашања. Ние навистина немаме избор друг, освен да преминеме кон зелената економија. Ќе се сложам дека тоа преку ноќ не може да се случи, се разбира, затоа зборуваме за трансформација, транзиција и така натаму.
но дефинитивно многу споро одат процесите кај нас во тој правец и на глобално ниво би рекла, со исклучок на неколку држави, се уште тој бизнес интерес на големите фирми, принципот business as usual, да се тера по старо, отпор кон промените и така натаму, доминира, но нема друг начин. Нема друг начин, навистина, бидејќи некако и со ковид пандемијата, корона кризата, сега и со војната во Украина, некако како климатската криза веќе и не е толку актуелна тема, ама тука е. Тука е, за жал тука е и само состојбата само ќе се влошува како одат годините. И ако сакаме да обезбедиме живот на планетава онаков каков што го познаваме, нема друго решение освен да се премине кон зелената економија. И тоа на секое ниво, на секој, и на локално, и на централно ниво, се сложувам со вклученост на граѓаните, и тоа е најбитно. А институциите се должни да обезбедат. Ке се навратам на ова што го коментираше Џабир, навистина е така. Еве, јас сакам да селектирам отпад, ама е многу напор, додатно време, трошење, не ми е блиску таков контейнер за хартија, за пластика, кај местото на живење. Туку треба специјално да одам до друго место и тоа ги демотивира луѓето. Значи, ма и транспортот е трошок. Апсолутно. За Јас како еве нешто и трошите пешки да пари. одам, но луѓето не сакаат сите да губат од своето време за да бидат, нели, одговорни за животната средина. А институциите се должни да им обезбедат она што е потреба на граѓаните, и ќе се сложам околу неформалните собирачи на отпад. Тие мора да бидат, бидејќи се тие вистина најголемите селектирачи на пластика, особено во Најуспешни државата. се. Апсолутно. И има начин како тие да бидат вградени во Така е, системот, така е. да бидат дел од системот, и тие да се заработуваат, да имаат она што велиме достоинствен живот, не вака на црно во сивата економија, која во државава е 30%, веројатно и Така е. повеќе, и тие да бидат задоволни, и граѓаните, и на крај институции. Уште во civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.